Почитувам и ве поздравувам и посакувам убаво утре и ве поканувам денеска да го испиете утринското кафе заедно со нас. Јас имам убав соговорник Саша Ристовски, кој што вие го познавате од малите екрани, актер кој што навистина знае убаво и да не насме и да не расплаче, но денеска ќе зборуваме со него што значеше за него 1 септември, месецот септември и некоја случка од десото која што можеби до сега не ја кажал, а еве ова утро ќе ни ја раскаже. Добро утро, Саша, и добро дојде во Здрава Македонија. Добро утро до вас, до вашата телевизија, до гледачите. Многу ми е драго што сум гостин, иако е утро, јас многу ретко сум на утрински емисии, но кај вас секогаш. Така е. Затоа што едноставно вашата професија е малку така да доцна навечер, но еве, ова утро се дружиме на утринско кафе, но пиеме вода. Да се освежиме прво, но како што кажав, ова утро нема да зборуваме за она кое што го работиш и секако дека гледачите може да те видат со сите оние проекти кои што ги правиш ти, но месец септември е еден почеток на една учебна година, па да те навратиме во детството. Што значише за тебе месецот септември, 1 септември, какви догодовштините ти се случуваа во овој месец? Овој месец јас и како дете и сега како возрастен го сакам. Некако сме веќе во тие предесенски денови, бидејќи календарски 21 септември почнува есента. Го сакам заради тоа што ме потсетува на многу убави спомени од училиштето. Не дека сум сакал многу да одам на училиште, да не морализираме. Би биле тешки првите денови, но единствено што ми остави најголем, ме размислов пред овој разговор што е, како е. Јас имам многу догодовштини во септември и плачки, да се разбудиме со бајле, да одиме на училиште и да се караме со родителите. Но се сеќавам на првиот училишен ден, многу убаво. Како сега ми е пред очи, затоа што заминав во солзи. Не сакав да се разделам од градинката, некако градинката ми беше посебна. И денеска ги сакам градинките и играм по градинките. А училиштето плачев, кога влегувавме, сите ме гледа мене. Ама кога ги видов двете мои учителки, Цвета Бачанова и Милена, не сеќавам како се презива, едноставно како да видов родител во нив. И прекина созите, се смеа веднаш учителките, вика, ти многу глумиш. Да, јас тоа искрено го правев, затоа се сеќам на тие први солзи, први денови, а потоа имаше многу, исто така многу тешко ми одеа првите денови, затоа што тоа беше едно поинакво време. Иако помалку часови имавме, ама не може брзо да се адаптирам. Јас сум човек кој што брзо во принцип се адаптира, ама таму некако, но со тие учителки тогаш ги викавме, потоа беа наставнички, бидејќи тогаш беше од 1 до 4, од 5 до 8. Ми беше многу убаво, јас сум и пионер, таа една генерација кои беа последни пионери и тој ми е оставен, мислам цел живот ќе се сеќам на тој прв училишен ден. Бидејќи беше пионер, се сеќаваш ли на тоа време кога имаше штафети? Јас не се сеќам на штафетата, се сеќавам кога во училиштето јас дента требаше да ни ги дават тие марами и тие капи. Јас не спиев од среќа, бидејќи гледав слики како е тоа. Имаше некои како книшки? И како книшки, и значки, и марами, и капи. И тој ден толку ми бил среќен, бидејќи ни ги става учителките марамите и капите, и една книшка, имаше знамето на тогашна Југославија, се уште бев на Југославија, и секој ученик поменуваше по тоа знаме. Тоа многу се сеќам, дури имам и фотографија, сега бидејќи се селам од едно на друго место. Да. Некаде е спакувана, не знам, тоа цел живот ќе го паметам. Но тие слики си постојат во меморијата, во главата, што се вели. Кој ви беше некое прво другарче, машко или девојче со кое што се дружевте во тие први школски денови, што некако на прв момент кликнавте да се дружите, да другарувате? Се сеќавате? Прво многу ми беше криво што моите другари од мало
Мите и Михајло, кои што игравме овде во центар, кај клубот на пратениците, сите бевме во различни оделенија. Прво тоа ми беше многу криво и ги барав прво нив, како прво деленче. Да. И потоа имав многу јас другари, сега мислам дека тука се Мандика, Зоран, Александар, не може да се сетам на имињата, но ете така кои ми оставиле Мандика, работи во Мандика Ниче во Министерство за култура и понекогаш се гледаме се уште. Другите ги имам на социјалните мрежи, ама како беа имињата, намистина не се сетам. Многу другарувавме, немам Зоран, тој тука некаде на Ленинова живе и се гледаме и често. Така да, но и од другите оделенија, бидејќи тогаш имаше мал одмор, голем одмор, 4 часови беа по 25 минути одморите. Имавме време и меѓусебно да дружиме од другите оделенија. Но и како сеќавање, бидејќи тоа е многу време, тоа е 86, 87, 88 година. Многу време помина до тоа, но многу се дружевме. Па сега што собиравме за Нова година, па едни на други роден дени си правевме, бидејќи беше 4 часа тогаш и целодневен престој. Да. И си ги славевме роден дените еден на друг, па се собиравме пари да нешто си купите. Да си купиме меѓу себе. Имаше многу големо другарство. Многу убави денови. Се радувавме на првите петки. Сашо, ти благодарам многу што ова утро беше со нас, што ги сподели овие работи кои што се дел од тебе, секако во минатото во децото, но верувам дека и ти уживаше бидејќи те навративме во едни убави денови. Ти посакувам успех во сето она кое што го работиш и да се гледаме за убави работи. Да ги поздравам гледачите и повеќе да минуваат време меѓусебно жив контакт, а не на социјалните мрежи и се почесто да се навраќаат на детството. Бидејќи тоа е многу убава работа за сите и да се дружиме, да се сакаме и да го тргнеме гневот и омразата. Ви благодарам за поканата. Така, да си го зачуваме детето во себе. Почитувани, верувам дека уживате во нашиот разговор. Останете на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.